Добар ден, ученици! Добро дојдовте на мојот наставен час по предметот математика. Јас сум Билјана Арсовска, оделенски наставник од Основното училиште Вера Јоцик од градот Скопје. Денешна наставна содржина ни е собирање едноцифрен со двоцифрен број. Целите за денешниот час ни е да го разбирате собирањето како броење нанапред, да собирате со броење нанапред, да се способите да собирате со премин со дополнување до полна десетка до 20. Да го проверите одговорот на решението со собирање на броеви во различен редослед. Да повториме. Собирок плюс собирок ни дава збир. Кога собироците ќе ги променат местата, збирот не се менува. 2 плюс 3 е еднакво на 5. И 3 плюс 2 е еднакво на 5. Намаленик минус намалител е еднакво на разлика. 5 минус 3 е еднакво на 2 и 5 минус 2 ни дава 3. Односно, кога разликата и намалителот ќе ги променат местата, намаленикот не се менува. Собирање. За собирање го користиме знакот плюс. За собирање ги користиме термините собери, додади, зголеми, повеќе. 6 плюс 4 е еднакво на 10. И велиме прв собирок, втор собирок и збир. Да се подсетиме. Одземање со броење наназад. Еден од начините со кои можеме да одземеме е бројната низа. 12 минус 3 е еднакво. Бројот 12 го означуваме. Се враќаме ја за 3 полиња на бројната низа наназад. 1, 2, 3. Дојдовме до цифрата 9. 12 минус 3 е еднакво на 9. Собирање со добројување. Еден од начините со кои можеме да собираме е бројната низа, само што броиме нанапред. 7 плюс 5 го означува бројот 7. Броиме 5 полиња нанапред. 1, 2, 3, 4, 5. Стигнавме до бројот 12 и забележуваме 7 плюс 5 е еднакво на 12. Втор начин на кој што можеме да решаваме е на табелата стотка. 12 плюс 4. Го обележуваме бројот 12. Броиме нанапред 4 полиња. 1, 2, 3, 4. Стигнавме до бројот 16. 12 плюс 4 е еднакво на 16. 45 плюс 3. Го обележуваме бројот 45. Броиме 3 полиња нанапред. 1, 2, 3. Забележуваме дека 45 плюс 3 е еднакво на 48, бидејќи стигнавме до бројот 48. Одеме со операцијата одземање. 9 минус 4. Го обележуваме полето кој што е бројот 9, но сега се враќаме 4 полиња наназад. 1, 2, 3, 4. Дојдовме до бројот 5. 9 минус 4 е еднакво на 5. Собирање на едноцифрен број, собирање со премин. 8 плюс 4. Кога собираме, зголемуваме, да направиме десетка. На тој начин ни е најлесно да можеме да собереме со премин. Почнуваме. Горе имаме 8 топчиња плюс 4 топчиња. Сакаме да направиме 10 топчиња. Качуваме 2 топчиња горе. Остануваат уште 2 топчиња. А ние многу добро знаеме дека 10 плюс 2 е еднакво на 12. И на тој начин многу полесно можеме да дојдеме до збирот. Да погледнеме уште еднаш. 8 плюс 4 е еднакво.
Бројот 4 го разложуваме на тој број што од осмицата треба да направиме десетка. 8 плюс 2 да е еднакво на 10. Четворката разложена 2 плюс 2 е еднакво на 4. И забележуваме од десната страна 10 плюс 2 што ни се останати е еднакво на 12. Истиот пример можеме да го направиме и на една убава табла, во која што ќе ставиме 12 копчиња. 8 во една боја, 4 во друга боја. За да направиме десетка, видно забележуваме дека имаме ставено 8 сини копчиња и плюс уште 2 бели копчиња. Па многу лесно можеме да заклучиме и да дојдеме до збирот дека 10 плюс двете останати копчиња е еднакво на 12. Сега ќе ги научиме трите примери во собирањето со премин. Ќе земеме ист број, 28 плюс 5. Да погледнеме. 28 плюс 5. Што треба да направиме? Треба да дојдеме до бројот 30, за да биде полесно нашето собирање. Но бројот 5 го разложуваме. 28 ученици плюс колку е еднакво на 30? Секако плюс 2. 28 плюс 2 е еднакво на 30. А 5 е еднакво на 2 плюс колку е еднакво на 5? Секако 2 плюс 3 е еднакво на 5. И на тој начин можеме да дојдеме до решението. 28 плюс 2 е еднакво на 30. Плюс 3, што ни е останато, е еднакво на 33. Тоа е првиот начин, со разложување. Вториот начин е собирање во колона. Но треба да внимаваме кога собираме во колона. Единиците треба да ја собереме и да ја ставиме точно под единицата. Десетката, доколку има десетка, ставаме под десетката. Доколку не, десетката секогаш е пред единицата. И почнуваме да собираме. 8 плюс 5 е еднакво на 13. Што правиме, ученици? 3 пишуваме, но едно помниме. 2 плюс 1 е еднакво на 3. Дојдовме до истиот збир како и од првата задача. И третиот начин на решавање ни е решавање во ред. 8 плюс 5, единица со единица собираме. Ги шкртаме, прешкртуваме. Десетка со десетка доколку ја има. 8 плюс 5 е еднакво на 13. 3 пишуваме, едно помниме. 2 десетки плюс едната што ја помниме е еднакво на 3. И веќе забележувате дека на сите три начини дојдовме до ист збир. 33, 33 и 33. Задачи за вежби. 7 плюс 6. Од седмицата сакаме да стигнеме до бројот 10. Што рековме дека ќе направиме? Ќе ја разложиме цифрата 6. Цифрата 6 ја разложуваме. 7 плюс колку е еднакво на 10? Секако плюс 3. 7 плюс 3 е еднакво на 10. Бројот 6 да го разложиме е еднакво на 3 плюс 3. И забележуваме тука 10 плюс тројката што ни е останата е еднакво на 13. Да се подсетиме со одземањето. 13 минус 4 е еднакво. Повторно ќе направиме десетка како во првиот пример. Но, наместо знакот плюс, во одземањето ќе оставиме знакот минус. Четворката повторно ја разложуваме. Но како ја разложуваме сега четворката? Од 13 одземаме толку броеви за да ни стане 13-ката десетка. Во овој случај е 3. Од 3 да стигнеме до бројот 4 ни останува 1. 13 минус 3 е еднакво на 10. 3 плюс 1 е еднакво на 4. Но тука ќе го ставиме знакот минус бидејќи одземаме. И пишуваме 10 минус 1
да е еднакво на 9. На овие примери треба да повежбате неколку задачи за да ви бидат многу повеќе појасни. Останатите задачи со собирање и одземање ќе ви оставам време да ги напишете во вашите тетрадки и да ги решите како покажаниот пример со собирање и одземање. Одиме уште еден пример да покажеме. 24 плюс 8 е еднакво. Може би на овој начин ќе ви биде и полесно. 24 го запишуваме бројот 24 плюс бројот 8 кажавме дека го разложуваме. Првата цифра што ќе ја разложиме е треба да стигнеме од 4 плюс колку да добиеме десетка, односно 24 плюс 6 да добиеме 30. И бројот 8 го разложуваме на 6 плюс 2, бидејќи ова ни дава 8. Па да биде еднакво. 24 плюс 6 да е еднакво на 30, 30 плюс 2 што ни останато да е еднакво на 32. Се надевам дека веќе ви се разјаснија задачите. Ова ни е една задача малку со повеќе размислување. Да се обидеме. Јас сум двоцифрен број. Јас сум 80 заокружен на најблиската десетка. Цифрата на десетки е еднаква со цифрата на единици. Ќе повторам. Цифрата на десетки е еднаква со цифрата на единици. Цифрата на моите десетки е 7. Кој број сум јас? Одиме да решаваме чекор по чекор. Прв чекор е дека го пречешкртуваме едноцифрениот број, а тоа е бројот 6. Втор чекор е дека јас сум 80 заокружен на најблиската десетка. И цифрата на десетките, како трет чекор, е еднаква со цифрата на единиците. Можеме да почнеме. Зашто ги прешкртав сите овие броеви? Бидејќи цифрата на десетките и цифрата на единиците не им беше иста. А најблиску заокружен број на бројот 80, каде што цифрата на десетките и единиците е иста, е бројот 77. И одиме. Прв чекор. Ги прецртуваме броевите кои не се двоцифрени. Тоа беше бројот 6. Ги прецртуваме броевите кои не се заокружуваат на 80. И трет чекор, кој број има исти цифри на десетки единици. Тоа е бројот 77. Драги ученици, се надевам дека ви се допадна денешниот час и дека ви беше доста интересен и дека научивте да собирате двоцифрен со едноцифрен број со премин. Довидување!